утрово да си кажеме за образованието, односно за предизвиците со кои се соочува македонскиот образовен систем, бидејќи многу анализи покажале дека коренот на сите проблеми во македонското општество лежи во лошиот образовен систем. Гостин на оваа тема е Горан Главинац од Едукативниот центар Училишна вежбална. Професоре Главинац, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и благодарам на поканата. Вие сте во основа професор по математика и професионално обучувате деца од сите возрасти, односно главно основци и средношколци, за предизвиците во нивниот образовниот процес так. И по повеќе предмети, главно природни науки. Па да. Но добро ги познавате слабостите на македонскиот образовен систем. Ако генералното прашање би било вашата генерална оценка, дали станува збор за слабости од техничка, од суштинска или од организацијска природа, каде би го лоцирале вие коренот на сите проблеми во македонскиот образовен систем? Так, па за ова прашање мислам дека има и објективни и субјективни причини. Дел од работите се да кажеме проблематични на светско ниво. Значи имаме голема промена во последните 10 до 15 години со дигитализацијата и со брзиот наплив на информатичката технологија. Образованието порано тие промени настанувале поспоро и имало можност да се адаптира и да се менува. Сега тие промени се премногу брзи. И целиот свет е пред еден голем предизвик на промена на образованието во оваа, да речеме, информатичка ера во која што живееме. Сега кај нас тие проблеми се надополнети со некои наши, да речеме, субјективни локални проблеми. И тие се, сите оние работи што ги спомнавте, имаат делумно влијание. Значи, делумно е проблемот. Технички, по мене, искрено, најголемиот проблем е во организацијата на наставниот кадар во училиштата и во процесот на избивање на површина на оние наставници кои што секој наставник се труди и е добар, меѓутоа како и во секоја професија имаме луѓе кои што се, да кажеме, покомпетентни за да ги извршуваат работите, имаме луѓе кои што имаат условно кажано помала мотивација или други причини, не би навлегувал кои се. Така, ако мудроста вели дека нашата иднина зависи од квалитетното образование во сегашноста, ние немаме светла иднина, барем ако се суди и ако и се верува на оваа мудрост. Тоа што и светот е во генерално овој проблем во образованието е глобален поради брзото темпо на живот, не би требало да биде утеха за нас, бидејќи ние во Македонија знаеме дека голем процент прво на сите тестирања, на сите листи сме најдолу. Како се тргне ако се споредуваме и со регионот и со Европската унија и генерално, голем број од нашите средношколци се функционално неписмени и ако се зборува по сите предмети и македонски, и странски јазици, и природни науки. И генерално слабостите се многу подлабоки и поголеми, за да може да кажеме дека е субјективно до некои наставници. Ние имаме проблем со децении наназад, откако станавме самостојна држава, постојано зборуваме за реформи, постојано правиме реформи, а постојано тонеме надолу. Значи, генерално проблемот е подлабок и подолготраен, повеќе годишен, повеќе слоен. Кога би требало да го скицираме ова, за да тргне како детекција на проблемот и како диагноза, за да можеме да му дадеме терапија, како би изгледала таа диагноза? Па добро, ева ќе се обидам во кратки црти како. Значи, прво ако направиме споредба меѓу најуспешните образовни системи што ги имаме во светот во моментот и нашиот образовен систем, ќе забележиме една разлика. Да речеме, кога се нашите ученици на возраст основно училиште до 5-6 оделение, значи оној прв период на основно образование, нашите резултати се многу солидни. Учениците се мотивирани, тука родителите имаат огромна улога, имаат наставниците од предучилишна возраст и тука сме горе-долу на ниво на посолидните образование. Оној момент кога ние почнуваме да се движиме од тој процес до кон средно училиште и понатаму на универзитетите, нашите ученици нагло почнуваат да губат интерес, мотивација. Да речеме, ако ученик од трета година средно училиште во Велика Британија
започнува со сериозна работа, нашите ученици од трета година средно училиште работат многу помалку од што работат учениците од прва и од втора година. Тоа е видливо, еве да речеме, во нашиот едукативен центар, каде што имаме секаков тип на помош за образовниот процес. Бројката на ученици кои што се од трета и од четврта година е многу помала од бројката на ученици од прва и втора, а материјалот што го работате е посложен. Што значи дека очигледна е тенденцијата на нашите млади на таа возраст да работат помалку во просек. Според ова што го кажувате, поголеми се предизвиците во средното образование отколку во основното? Како што одиме кон универзитетот, предизвиците се поголеми и поголеми. Мислам дека во основното образование почнуваат негде од кога влегуваат предметите од 6 до 9, во средно училиште мислам дека се, по моје мислење, поизразени. И меѓутоа самата суштина е иста. Знаете како, нашите млади не се осеќаат доволно интегрирани во образовниот систем, не се осеќаат доволно интегрирани во државата, го немаат она чувство дека се на оној пиедестал како иднина, која што би требало да биде за оваа држава, и тоа е главната причина за оние долгорочни последици што ги имаме. Според индексот за човечки капитал што го прави Светската банка, дете родено во Македонија денес ќе биде 54% помалку продуктивно, односно само 53% продуктивно кога ќе порасне ако го комплетира своето образование. Значи не зборуваме за 100% продуктивно, и во таа смисла Светската банка им порачува на властите во земјава да превземат сериозни чекори за реформа на образованието, да го прилагодат образованието на потребите на пазарот на трудот. Бидејќи, како што повторно ќе ја цитирам таа мудрост, квалитетот на образованието во сегашноста ја предвидува нашата иднина како држава. На сите тестирања последниве години, стандардизирање и мерење што ги прави ПИСА, македонскиот образовен процес покажува многу слаби резултати. И некаква, она што го спомнавме, учениците на 15 годишна возраст беа тестирани и добија поразителни резултати на тестот по научна, математичка и јазична писменост. Македонија се најде на дното на листата од 73 држави. Велите, проблемот е некаде во средното образование. Дали мислите дека основното образование е добро екипирано, располага со добар соодветен кадар кој е мотивиран, дали е наставната програма во ред? Знаете како, ние многу време потрошивме на наставната програма изминативе години. Имавме еден обид со Кембридж едукацијата, после тој се промени. Не би навлегувало што од наставната програма е подобра, што не, има стручни лица што тоа го дефинираат, но она што сум сигурен е дека нивото на мотивираност на наставниците и на учениците не е на потребното ниво. Знаете како, ние имавме една реформа која што започна за кариерен напредок на наставниците, која што се одвива многу споро. Секој наставник во еден колектив, во квалитетни образовни системи, треба да биде оценуван. Во тоа оценување треба да биде резултатот на неговите ученици, мислењето на неговите колеги за неговата работа и мислењето на учениците за неговата работа. Ако разговарате вие со учениците за било кое училиште, со 5 до 6 ученика да разговарате кои што се мотивирани и се трудат да работат, ќе добиете слика многу блиска до вистинитата слика за секој од наставниците со кои што соработуваат. Не треба да ги потценуваме бидејќи се деца, бидејќи се млади, треба да го слушнеме и нивниот глас. И треба оние наставници кои што се навистина мотивирани, способни, поддржани од колективот, добри тимски работници и поддржани од учениците да добијат повеќе можности. Не само финансиска надокнада, нормално и тоа е дел од целиот процес, меѓутоа да добијат повеќе надлежности да го организираат целиот образовен процес во училиште. Тоа може да се направи и тоа се прави веќе во, пак ќе кажам, најразвиениве земји. Следното ниво од кога тоа би се случило, би било самите училишта на некој начин да бидат посериозно рангирани и нормално тие училишта кои што покажуваат подобри резултати да напредуваат. Во смисол на тоа дека тие ученици кои што се дел од тоа училиште да имаат повеќе можности понатаму, да имаат повеќе можности за вработување. Тоа е зборувам посебно за преминот од средно училиште
на универзитет. Значи едноставно да ги извлечеме на површина најдобрите. Тоа не го правиме кај нас. Со оглед на тоа што сте секојдневно вклучен до едукација на децата од основно и од средно училиште, ќе ве прашам и за вашата лична перцепција и за тоа со кои проблеми најмногу се соочуваат децата кои доаѓаат кај вас. Меѓутоа, претходно ќе ми дозволите да цитирам дел од стратегијата на Министерството за образование и наука за образование од 2018 до 2025 година. Значи за актуелниве години кои ги живееме и за жал низ кои поминавме низ една или две пандемиски години кога наставата беше преориентирана на настава онлайн, кога не бевме со физичко присуство. Потоа е и уште една загубена учебна година поради дојавите за бомби, барем според фондот на пропуштени часови. И во таа стратегија која го опфаќа овој период за основното образование, на пример, таму се поделени основно, средно и високо образование и предучилишна возраст. И надлежните во Министерството добро ги детектирале проблемите со кои се соочуваат, меѓутоа после тоа на препораките, односно на тоа што треба да се преземе, има некои општи насоки и препораки кои не доволно добро веројатно ги објаснуваат што сакаат надлежните да постигнат со тоа. И вели вака во делот на предизвиците. Основното образование се соочува со одреден број предизвици. Образовните постигнувања на учениците се загрижувачки ниски, што се покажува на резултатите на меѓународните тестирања. Недостасуваат стандарди кои што би требало да ги дефинираат резултатите од учење во секој циклус. Во повеќејазичните училишта учениците се раздвоени според јазикот на кој што се одвива наставата. Мерките за надминување на поделба по етнички линии во училиштата не се доволни и сегрегацијата во училиштата влијае на општествената кохезија. Недостасува механизам кој што обезбедува етнички сегрегирани податоци. Голем број ученици роми се надвор од образовниот процес и така натаму, да не набројувам. Меѓутоа, главната констатација е дека образовните постигнувања на учениците се загрижувачки ниски. Па имаше уште едно тестирање на деца од 4-то и од 5-то оделение кои имаат потешкоти со читањето. Значи, 4-то и 5-то стасале, а се уште тешко читаат. И се уште тешко пресметуваат основни математички операции. Да, знаете како, повторно ќе кажам, ова е глобална работа, не е индивидуална, меѓутоа ако ученик од 4-то или од 5-то оделение има потешкоти со читање, единствено каде што може да се упати критиката е на наставникот. Да се описмени ученикот, нели треба до завршено 3-то оделение, и тоа е некое основно ниво кое што би морало скоро секое детенце, освен нели дечињата со посебни потреби, би морало да го постигне. Барем на едно средно, квалитетно, нормално ниво. Ако тоа не се постигне до 4-то или до 5-то оделение, тоа е јасен индикатор на недоволна мотивираност, работа или стручност на наставникот кој што ги водел тие ученици. Нема друг за ученик на возраст од 4-то до 5-то оделение кој што би можел тоа да го направи освен наставникот. Инаку она што го велите, сите овие работи што ги спомнавте се точни. Во сите од овие сфери кои што ги детектирало Министерството, ние имаме проблеми. Да, и затоа да прашам како човекот кој припаѓа на струката, како човекот внатре, не ви ли пречи на секоја година промена на чело на Министерството за образование, па кој како дојде има своја идеја, своја замисла како треба да го реформира образованието. Па имаме Кембридж програма, па ваква реформа, па нови учебници, па сега само учебници за прво и четврто промена, па дигитализација, па комплетно тргање на учебниците, па учебниците доцнат, па завршува учебната година без учебници. Да, тоа е дефинитивно, мислам, како да кажам, понижувачки за сите нас што сме во образовниот процес. Меѓутоа има и многу реални проблеми кои што на некој начин ги ставаме под тепих со години. Еден од тие проблеми е, да речеме, начинот на кој што се избираат наставниците во училиштата. Тоа е проблем генерално на ниво на државата, меѓутоа тоа е еден од начините. Вториот проблем е на самите универзитети. Че постојат, пак ќе кажам, нормално има исклучоци, има одлични кадри, не сакам да се свати ова како некоја критика, меѓутоа постојат наставници кои што се во образовниот процес, кои што едноставно не се за таму. И сега, вие кога сте соочени со таков наставник, например, еве ќе ви кажам конкретно за математика. Ние имаме во основно училиште
во Скопје наставници по математика кои што предаваат по различни програми. Тоа го знаеме сите кои што сме вклучени во образовниот процес, бидејќи работиме со учениците, тоа го гледам. Не секој наставник тоа си го оправдува на свој начин, не навлегувам што е добро, што не е добро, меѓутоа учениците од основно училиште, од различни скопски училишта, работат по различни програми. Тоа не би требало да е така. Имате огромна разлика во начинот на оценување на учениците. Тоа го видовме лани со примерот на уписите во средното училиште Орце Николов. Во сите петки не беа петки. Не само петките. Знаете како, ако погледнете вие еден тест по математика во различни училишта во Скопје од истата програма, имате огромна разлика. Сега, подолго време веќе се сугерираше на Министерството, не се направени доволно чекори во тој правец по моje мислење. Ако веќе ги оценуваме учениците пред се писмено, тогаш би требало Министерството да направи одредена група на задачи кои што се предвидени за таа тема и кои што се смета дека се соодветни по нивои за учениците, и наставникот да има слободата да избира од тие задачи. Тоа би било, од една страна би му се дозволило на наставникот да има некое креативно учество во самиот процес, меѓутоа од друга страна би се оневозможиле едноставно некои неправди кои што се случуваат. Еве, минатата учебна година доцнеа учебниците во многу оделенија во основното училиште и потоа излегува со грешки. Со еден куп грешки, па тоа беше скандал од големи размери, па авторите, па редакторите, па комисијата за учебници си ја префрлаа надлежните топката и мина се што мина, секој чудо за 3 дена. По стариот обичај почна нова учебна година, повторно нема учебници, повторно уште една генерација и ние можеме само да ламентираме овде и секоја година да зборуваме на истата тема, меѓутоа тоа се промашени генерации, многу генерации деца кои нема да бидат еднакви според стекнатите знаења и нема да бидат конкурентни, не само во Македонија, туку и генерално во глобални рамки. Проблемот, повторно ќе кажам, и рековте и вие, е глобален, значи станува збор за феномен од кој не се поштедени ниту развиените држави, меѓутоа еве една Словенија во регионот барем, можеби не треба се споредуваме со скандинавците, меѓутоа со Словенија со која долги години бевме заедничка држава, светлосни години сме разлика во образовните системи. Например, во Љубљана има 25 библиотеки на располагање и за сите до 18 годишна возраст членството, односно земањето книга е бесплатно таму. Секој училиште мора да има сопствена библиотека за да му биде дозволено според закон да работи. Бевме до 91 иста држава со Словенија. Сега диктираат трендови. Да, знаете како, има многу такви примери. Еве, последниот пример е со пандемијава што се случи. Ако се анализираат малку, нели, само критички и објективно како се третираше пандемијата во различни земји, можеме да извлечеме заклучок дека имаше земји, нормално онлайн наставата и отсуството на децата од училиште беше неопходно до одредени мерки, меѓутоа имаше земји кои што се примери за квалитетно образование, каде што се следеше политиката максимално што може учениците да останат во училиштата и во прва прилика кога се створија и најмали услови да се вратат во училиштата после оној период на онлайн настава. Кај нас, ако се погледне пристапот, ние бевме една од земјите која што последна ги врати учениците на настава, дури имавме и препораки тоа да го направиме. И тоа за жал покажува дека во суштина не ни образованието толку важно колку што нели го кажуваме. Затоа што ако ви е суштински важно образованието, ако суштински верувате дека тие деца местото им е во училиште, оти не е само знаете како знаењата не се само стручни. Целиот тој амбиент, времето што го поминуваат, социјалната дружба меѓу учениците, односот ученик-наставник, не можете да го копирате онлайн. Се разбира подобро онлайн отколку воопшто да не одат во училиште, меѓутоа да се споредуваат онлайн наставата со наставата во училиште, секој што е вклучен во образовниот процес, освен ако нема некои лични други мотиви, ќе каже дека тоа неспоредливо едноставно. Така што мислам дека треба малку вистински сериозно
да се посветиме на образованието, па и овој пример вие што го кажавте. Толку сменети министри за толку години од осамостојувањето е јасен знак дека правиме чекори денес за утре, дека вистинска стратегија нема за жал. Кога ве прашав на почетокот каде лежи проблемот, рековте дека голем дел станува збори за организација и тоа може да одговорот да биде точен само ако се спореди јавното здравство со приватното здравство и јавното образование, државното образование со приватните школи. Имате и вие ли го делите впечатокот дека децата кои завршуваат во приватните училишта во Македонија имаат подобри перформанси од оние во јавните? Дали се подобро обучени, подобро едуцирани? Знаете како децата што завршуваат во приватните училишта, сега за ова немам јасни, мислам да кажам мое лично мислење, имаат различни перформанси од нашите. Значи, во државни училишта не би навлегувал до толку да кажам дека во сите перформанси се подобри. Има работи и во приватните училишта кои што нели нормално сега тоа е веќе сепак приватна институција. Меѓутоа има работи таму кои што би можело да се подобрат, меѓутоа добиваат различни перформанси. Целата организација во приватните училишта е различно поставена. Наставниот кадар се бира на еден друг начин. Имаат многу повеќе, да кажам, можности од техничка гледна точка за да работат со учениците и се поприлагодени на светските трендови. Меѓутоа, има и слабости. И во тој дел, па дури по моје мислење, има делови во образованието каде што дури и се малку подобри нашите државни училишта, меѓутоа генералниот тренд ако го земете, учениците од приватните училишта се на некој начин поспремни да се прилагодат на оној западен едукативен систем. Наместо на квалитет удривме на квантитет во изминатите декади, иако во 2004 година имавме 5 универзитети со 29 факултети вкупно во цела Македонија, денес имаме 17 универзитети и 128 факултети. Меѓутоа, бројот на запишани студенти е отприлика ист, незначително е зголемен, а бројот на завршени студенти е сосема ист како односно од година во година варира, меѓутоа тука се бројките. Да. Како според вас делуваше тоа зголемување на бројот на универзитети во земјава? Дали придонесе за квалитет на образованието во Македонија? Не, напротив. По моје мислење, тоа е еден од главните проблеми. Заради тоа што зголемувањето на бројот на универзитетите на некој начин го спушти нивото на работа на самите тие универзитети и во дел од тие универзитети се продуцираат кадри кои што едноставно не би требало да бидат високо образовани кадри. Тоа е, пак ќе кажам, не сакам никого да навредам, меѓутоа тоа е жалосната вистина која што едноставно не би требало повторно да ја ставаме под тепих, туку би требало сите ние што сме во образовниот процес сме виновни за тоа. Не е виновна само една институција или еден универзитет. Фактот е дека во нашиот образовен систем се продуцираат дел од кадрите кои што едноставно не одговараат на тоа што се очекува од завршен студент, високо образование во различни сфери, вклучувајќи го и образованието. Ако излезе наставник како кадар кој што едноставно не е соодветен ни стручно, ниту мотивирачки, ниту емоционално за да биде наставник и после тој наставник на X начини влезе во било која образовна институција, вие имате веќе голем проблем. Ако имате 20% такви наставници во институцијата, веќе многу тешко можете да ја балансирате работата. Што мислите за државна матура? Треба ли да се полага? Еве сега во моментов на социјалните мрежи се шири повик за протест на група студенти да протестираат пред Министерството за образование и наука во обид, односно протестирајќи против да не се полага државна матура. Моje мислење е дека би требало да има
некој завршен испит, сме имале обиди со државна матура, сме имале обиди и со приемен испит на факултет, без матура, имало и комбинации на двете. Тешко е да се одговори директно на прашањето што е, дали треба, дали не треба да има, меѓутоа, по моje мислење, би требало да има матура, може би треба малку да се обликува на малце поинаков начин, меѓутоа дефинитивно би требало да има нешто што би означало крај на средношколското образование. Така, во просек во Европската Унија 25% од популацијата на возраст од 15 до 34 години има успешно завршено високо образование. Македонија и тука е повторно на дното. Голем број, како што реков, средношколци го продолжуваат своето образование, се запишуваат на факултет, меѓутоа стапките на дипломирање се мали. И тоа е веројатно дел од слабоста на високото образование, бидејќи или пак претходната подготовка, дека не сите во средно се подготвени, односно има доволно капацитети да го продолжат своето образование. Едно време пак беше нормално секој втор да биде магистар и лесно и се докторираше. Какви се сега трендовите? Знаете како, се ова што кажавте повторно е дел од проблемот. Тие се затоа комплексни проблеми и тешки за решавање, бидејќи не може да ги земете сегментирано. Ако ја земете соработката на универзитетите со средните училишта, таа соработка е нула. Освен во оние моменти кога треба учениците, матуранти да се префрлат на универзитетите, која што повеќе се туристички прошетки, да се види објектот и да се каже, они немаат никаква соработка. Значи немаме па слично, на некој начин слична е ситуацијата меѓу основно и средно училиште. Оно што ни фали нас е малце постегнат систем, каде што сите карики кои што се засебни сепак имаат некоја поврзаност и ќе соработуваат. И тоа, за жал, учениците го сваќаат. И она цела констатација, знаете како кога ќе разговарате со матуранти, за сите нас што разговараме и што сме со нив, е нели поразително кога ќе слушнете од 10 деца дека 8 размислуваат нели да студираат надвор или бараат начини да се исат. Тоа е еден проблем кој што сите го воочуваме, меѓутоа нели го избегнуваме решението, а решението е многу едноставно, да ги подобриме нашите перформанси, нема друго решение. И би ве замолил на крај да споделите нешто од вашата лична перцепција, работејќи секој ден со деца, и од средно и од основно училиште. Што е најпроблематично за нив? По кој предмет имаат најголеми проблеми и најголеми предизвици? Што најтешко разбираат? Што па болесно им оди? Така, па има добро. ли нешто што вака ве оставило без зборови, ве вчудовидело на некој начин? Да не ви и вам јасно како е можно ова дете да стасало до тука да не знае некои основни работи или нешто така. Да, има такви случаи. Ние сме веќе 20 години едукативен центар и нормално ученици кои што почнале кај нас пред 20 години сега се веќе дел од, да речеме, возрастната популација на некој начин во нашата земја и има повеќе такви случаи. Она што би можел да го кажам, да речеме конкретно од предметиве што ме прашавте, дефинитивно математика е најтешкиот предмет и со највеќе потреба за дополнителна помош. Делумно тоа е и заради абстрактноста малку на предметот, заради тежината. Не физика и хемија, математиката барем е базирана на логика. Знаете како, физика и хемија стануваат повеќе проблем во средно училиште. Нивото кое што го имаме во основно училиште на работење на физика и хемија не соодветствува со нивото на средно училиште, бидејќи во средно училиште не се примени Кембридж програмата. Во основно училиште се работеше по Кембридж програмата и тука има голем јаз меѓу она што го бара наставникот во основно училиште и она што го бара наставникот во средно училиште. И тука се потешкотиите за учениците, да речеме, прва година средно, втора година средно. Математиката е нешто што е константно предизвик и на некој начин е најдобар показател за капацитетите на ученикот. Не би сакал сега тука да навлегувам во интелигенција и во IQ и така, кои што се многу дискутирани и контраверзни
мислам заклучоци, сепак таа способност, да кажеме, за едукација, за примање на знаење, за практикување на знаење се менува. И не би можел, да речеме, да кажам, за ученик кој што е, не знам, седмо оделение основно училиште, дека има ваков или таков потенцијал. Тоа е променлива категорија и треба да се работи со сите ученици. Она што би сакал да го кажам и што мислам дека е многу значајно за, да речеме, за иднината што престоја, што е сепак и глобален проблем, знаете како образованието секогаш ги таргетирало работите во општеството кои што би требало да се подобрат. Секоја генерација има одредени предности и слаби страни. Генерацијата што се ученици родени во 21. век, дефинитивно нема да биде слаба страна информациите. Имаат и премногу информации, имаат и премногу комуникација. Слабите страни на оваа генерација ќе биде да може да ги сортира информациите и да извлече што од тоа е значајно, а што од тоа е незначајно или па дури лажно. И заради тоа што се обкружени цело време со информации, нив им фали длабочина. Она што се забележува кај новите генерации дека се многу површни во пристапот и околу науките, и околу нивните односи меѓусебни, и околу односите на нив како млади луѓе со општеството. И тоа е нешто на кое што мора да се поработи. За жал, пред само 20 години овие фактори биле скоро неважни. Ние сме биле во еден период кога било најважно да се добие информацијата. Сега одеднаш за овој краток период тоа е сосема променето. Ние, да речеме, многу вложуваме во дигитализацијата, јас немам ништо против дигитализацијата во образованието. Меѓутоа, учениците не им требаат денеска таблети, кога се имаат на својот телефон и од нив 90%, барем во поголеми урбани средини, тоа го имаат и го практикуваат. Проблемот е да они од тоа мноштво информации го извлечат тоа што е важно и да имаат длабочина во пристапот, што им фали. За да се почитува онаа максима на Алберт Ајнштајн, за да може да се практикува, дека образованието е она што останува откако ќе заборавиме се што сме научиле на училиште, нели? Горан, на крај, како професор, ако би ве замолил да дадете една оценка на македонскиот образовен систем од 1 до 5, бидејќи работите со деца од средно и основно образование, каква оценка би му дале на македонскиот образовен систем? Па еве, ајде да... Јас секогаш се трудам да бидам мотивирачки. Да оценувате мотивирачки. Околу 3. Ама слаба тројка би била, веројатно. Па, добро. 3 минус. 3 минус, да. Горан, ти благодарам многу за гостувањето во утринската нателна. Ви благодарам на поканата.